Се вклучуваме директно на насловната страница на MotoGP.com, англиската верзија, и почнувам да читам со ред. From the inside, Marc Marquez. Marquez emulates Stoner. Strategic masterclass by Marquez. Saturday perfection Marquez. Marc Marquez storms to maiden victory from Ducati. Marquez 1-2. 2025 fires up. Marquez blasts ahead. Значи, буквално, освен едно спомнување, една вест, што е со Unbelievable Weekend на Ai Ogura, се живо и диво друго на насловна страница е со Марк Маркез. Ничо, добре дојде во емисијата, односно подкастот, посветен на првата трка од сезоната 2025 на MotoGP. Добро те најдов и може да затвориме одма епизодава. Кажа все, а? Па, дете. Па, ако праша некој што се случуваше, ето му кажа. Но дали беше стварно така? Не знам, ми се чини дека имаше нешто плюс така од околу, колку да не биде безичи да кажеме нешто за другите, ме сагаш, иако како да ти кажам, дојде мајсторот и им покажа на децата како тоа се прави всушност, кога имаш мотор кој што е конкурентен. А, види, треба да се запрашаме како им изгледа трката на некој што не го следи толку MotoGP, со читање на сите ситници, што се случува позадински, со пратење на подкасти други и манијачење на MotoGP и така натаму и така натаму. Можеш да замислиш како му изгледало, но некој човеков извозе, ја помирно никад го немам видено да извози на мотор. Не изгледал никогаш поспоро, а беше прв. Да, беше прв и дури во главната трка се поигруваше малце со брат му и со Пеко Бањаја, во смислото тоа, ај сега чекај ќе ладам гума, ај сега ќе пуштам, ај сега ќе возам позади, ај сега чекај доста ќе те поминам и така натаму. Мислам, како да ти кажам, Пеко сам си кажа после тоа, сигурно погорчливи 2/3 места никош во живот немал поред и тоа. Па, нека не каже од два пати, па може да му се зачеста тие трети места. Мислам, не посакувам, ама како тргнала работа, Маркез не само гумите, нешто и друго изгледа ладеше цела трка. И овако делуваше, ја пак ќе кажам, ако им текна на Дорна, да направат паралелно и видеа во времето кога возеше Honda, кога победуваше. Еве, например, у Кота, ако памтиш, имаше една квалификација кога му цркна моторот и кога остави на стартна целна рамнина, трчаше до боксот преку зидот, се префрли и така. Да. И после тоа направи некој лудачки најбрз круг по позиција, освои после трчање, потење и така, значи успеа да се смири. Ако го споредат тој круг квалификацијски со некој нареден, еве, Кота е за преку 2 трки, Аргентина е па после Кота, ја мислам дека ќе зборуваме за тотално различни два возачи. Еден кој што се рва, се бори со као на див бик, буквално да е качен, и друг кој што као балет да игра на патеката, а сепак е најбрз. Значи, ја оваква трансформација неам видено. Сега звучи као ја да го величам Маркеса, ја само му се воодушевувам. Не мора да си фан или да не си фан, ја се воодушевувам на такви бравури и на такви мајстори. Она што е интересно што во ниту еден момент од преноси, коментари, еве помина еден ден после трката, ние снимаме во понеделник навечер, никој не рече, чекај, рано е да видиме, ова е само една трка. Значи, никој не го помисли, не го рече тоа, него едноставно сите беа позитивно запрепастени за тоа каква класа покажа Маркез. Загрижувачки за останатите возачи е што следуваат 2 трки кои што него му се омилени, така да 3 поред ако им направи 1-2 по 2 победи, мислам дека ќе може да се простат со сезоната сите. Имаше изјава на Джиджи Далиња, вика, оваа патека требаше да му лежи на Пеко. Ја мислам дека поголема солна рана фрлање нема тоа. Имаше објаснување, од страна на Пеко, дека
не успеале да завршат програмата на тестирањето, значи сетингот уствари на моторот, и дека сето тоа го поместиле од тестирање во петок, од петок у сабота и така натаму, и ни во еден момент не возел оптимален сетинг, што познавајќи го Пеко, колку е перфекциониста и колку е методичен во неговата во пристапот према трките, ја апсолутно верувам дека не беше ова, и сакам да верувам дека не беше ова 100% од Пеко, затоа што искрено од секоја чест на Алекс Маркес, ама мислам дека на исти машини, ајде во случајов и дури поинфериорна машина, не верувам искрено дека Алекс Маркес може да биде подобар од Пеко. Ама еве, ако го земеме фактот дека Алекс Маркес ништо не тестираше, него он цело време возеше и на тестирањата и во петок и во сабота на мотор кој што е не докажан, него е совршен. И уште нешто слушнав дека разбрав уствари дека овој мотор е еволуција од 24-та Австрија последен пат. Значи не е дека нема после тоа промена, да, го видов и ја тоа чув, да. Така да не зборуваме за последната трка во Херес, кај беше возена? У Барселона беше возена, нели, заради поплавите. Да. Значи не зборуваме за најновиот GP24, него за некој си таму на пола сезона кој што завршил со рад. Да, Австрија скоро речи на пола сезона, почнува втора половина на сезона со Австрија или така некако беше. Што можеме да кажеме дека тој совршено избалансиран мотор и он имаше само задача да се сетира себе си, а не моторот. И види, ако тргнеме да бараме оправданија, зошто и како, Пеко почна да плаче, па на спринтовите не можел да извади максимум, пошто конечно сватиле дека со резервоарот помал имал некој проблем, па не функционирало исто. Па еве сега многу тестирања имале, па не завршиле тестирања, ама чекај малце, па нели се во исто дередже со Марк Маркес? Мислам, се тоа паѓа во вода, знаеш, прво и основно. Второ, нели Пеко беше тој кој што прогресира во викендот неверојатно добро. Во петок е најслаб, во сабота е подобар, вади максимум на спринтот затоа што никој не очекува, и во недела онака као вау, од нигде никаде он искаче и доминира. Така, значи сега не сакам да го вреѓам Пеко, губи, има право да се луди. Треба да зборуваме за факти, да. Знаеш, тоа е тоа, ти можеш да наоѓаш гачки нормално, ама на исто ниво се. Она што далеку многу повеќе ми се допадна мене овој викенд, на страна, нели, совршенството од страна на Марк Маркес, беше всушност фактот дека уште поише ни е криво што не го гледаме Мартин на трките и нема да го гледаме уште најмалце една, може би две. Сигурно може би две трки. Затоа што и Ајо Огура и Безеки покажаа дека Априлијата има сериозно добар напредок, односно ги решиле проблемите со кои што се мачеа лани, со, нели, rear end четрли, како да му се викаше тоа. Значи, капа доле, да не беше Марк толку совршен, мислам дека никој друг немаше за ништо друго да зборува викендов, освен за Ајо Огура. Дури и во колата, кога се возеа после трките, овие првиве тројца два пати, поише праве момент за Огура, него за... Да. Па, добро, они, како се вика тоа, со едно око гледаат напред, со друго гледаат конкуренција, што пред така да ги интересира тоа, и ги малте не ги забезекна, затоа што они бегаа по 2-13-15 секунди на сите останати позади Огура, ако гледаме така да баш ги зачуди како тоа руки некој се појави, и како кажува статистиката, најдобар руки од Маркез навака. Значи, зборуваме и Квартараро е тука во тој кош, и Акоста, еве, доволно е нив да ги спомнеме од руки, кои што биле феномени пред да дојдат во MotoGP класата, и од нив и се очекувало такво нешто. Од Огура, па сега не знам, мислам дека никој не очекуваше, со тоа што имаше на тестирањата баш буквално прогресија од прво се фати со најбрз круг постигнување, додека сите други правеа некоја си спринт, овакво серија на 10 круга, 15 круга. Да. Значи, симулацијата додека ја правеа, он се уште си возеше најбрзи кругови. Значи, час по час, лекција по лекција да си ја научи MotoGP лекцијата, и тек после тоа во Бурирам почна да вози спринт симулација.
што покажува за неговиот методичен пристап и благослов беше за него да вози позади овие тројца, четворица најдобри во светот и да учи од најдобрите без никој да му смета, буквално никој не му се приближи. Освен најде во И ја втората. тоа реков, да, во спринтот тоа го реков, значи Огура сега ќе направи се живо диво за да не го изгуби Бањаја пред себе, пошто ова му е како на час да е, лекции, ме свекаш, како учителот пред него и он го следи и како прави учителот така правиш и ти Да, не, си го пази, следиш. и гледај разлика, извини, ќе те прекинам, разлика во пристапот, да беше Педро Акоста позади Бањаја, ќе пробаше да го претекне, ќе го претекнеше, ќе доеше може и до Маркес и ќе се утепаше тука негде, ќе паднеше, така. А пази го овој како пристап имаше, затоа што на моменти стварно сериозно му се приближуваше на пеко, ама мислам дека ни он самиот си каже, ја немам што да барам овде меѓу овие тројца, боле да седам позади и да учам. Ја буквално така ја прочитав неговата трка. Дека чест. И тоа рачуна дека он возеше со мека гума. Различна гума возеа со Бањаја. Да. Просто тоа се испостави дека Бањаја направил грешка, односно земал гума која што еднакво, ако не и повеќе се распаѓа, тврдата гума, која што, нели, ја избегнаа паметно браќата Маркез, би рекол, и во сабота и во недела. Имаме уште една сензација, условно речено. За жал, Мир повторно падна во главната трка, меѓутоа беа 6-то и 7-мо место. Да. И Хондата делуваше многу сериозно. Дури од нигде никаде сите зборува за Ямаха во, нели, предсезонските тестови, дека стигнала Ямаха, Джек Милер класика. Дојде до второ место на почеток и падна постоа до 10-то, 11-то кај заврши. Меѓутоа, Хонди во топ 10, мислам, ова го немаме видено одамна. Да, ама не е за занемарување и успехот и на Ямаха, сепак ете успеа Джек Милер да се вмеша, дури ни со КТМ Атлани не успеа да се вмеша во борба за топ 10, никад, мислам дека, не памтам. Што покажува дека имаат напредок. Сега кај него предноста е што он претходно не ја знае Ямаха како возела и некако растеретено тоа предзнаење си возеше подобро од Квартараро и втора работа што на оваа конкретно на оваа трка Мишелин донесе нова предна гума и на тестирањата и сега Квартараро не можеше да го најде чаретот за таа предна гума со подсврст каркас, онаа страница бокот на тркалото. За да може да издржи на овие ненормални температури, видовме после дека беа со изгореници скоро пола грид од моторите и така натаму. Значи, да земеме дека оваа трка за Ямаха не беше баш идеална, за Ямаха конкретно, а и за сите други, верувам дека ќе им се живо мачење. Да, едно што е живо мачење, друго е што и перформансите ќе се изменат за наредната трка сигурно во Аргентина, пошто нема врска со Бурирам, нити спецификацијата на стазата, нити температурата. Да, една друга битна работа. Значи сите дојдоа тестови и одно после тоа викенд со трки во Бурирам. И тоа е Огура и останативе нема да имаат таков, да речеме, таква предност да може да тестираат на другите пати. Ги треба директно у петок да влезат и да возат. Така е. Така да, знаеш, држи вода. Ќе видиме што ќе се случува, ама и Раул Фернандес големо влијание, особено за рукито, големо влијание тоа. И Раул Фернандес тестираше на оваа стаза у Бурирам, ама да. И он покажа дека не научил многу слично на да не го навредам Джек Милер, меѓутоа на почеток на трка имаше напредок и после тоа почна да Ја мислам дека Джек Милер во главата му фали. Дека не му фали во возењето, туку Джек Милер му фали психолог, спортски психолог, малце да го среди, тактички да го знаеш, за трка, затоа што едно е дека него сега е пресреќен со моторот. Значи особено вика никад во живот не сум возел мотор со ваква предница, со ваква предно тркало, со контрола реков нечи. И покрај тоа што нели зборуваме дека задното е многу побитно во денешниот MotoGP. Меѓутоа како и да е среќен е задоволен, ете се гледа дека може да постигне добро време. Се е тоа супер, меѓутоа истото му се случи тоа што му се случуваше и со КТМ Лани. Значи доаѓа, се пробива и после тоа се губи. Дали не знае да менаџира гуми? Да, тоа е менаџирање на цела трка. Ја не верувам дека он има проблем психолошки, колку што има проблем со
со читање на податоците и со стратегија едноставно. Пази што правеше Маркес, мислам да не му вадиме оправдување на Джек Милер зашто така ја проаѓа трката, затоа што едноставно толку му е најверојатно знаењето. Значи талентот никој не му го оспорува, тоа е ултра брз. Меѓутоа во оваа денешна генерација на MotoGP тоа не проаѓа. Можда ќе проидеше пред 10 години кога Бристон настапуваше, 10 или поише од 10 години, кога беше Бристон добавувач на гуми и така натаму, меѓутоа еве оваа генерација на мотори и гуми, овој сет на правила не функционира тоа. Значи треба да си седнеш и да си завршиш задачата. Како искоментиравме за Маркес дека на warm-upот видел дека се троши хардот. Што викаш, делат иста гаража со Пеко Бањаја, става тврдата гума. Ете ви, истите услови ги имаат и податоците може да ги читаат од овакво. Меѓутоа има нешто што искуството и талентот и оне филингот на мотор едноставно осетот го има, тоа е тоа. И еве пак ќе кажам, ќе оставиме простор за Бањаја, дефинитивно заслужил да му оставиме простор да видиме таму трета, четврта трка или кога ќе дојат у Европа, обично тогаш се буди он и почнува да вози да влезе у зоната. Така да јас верувам дека ќе имаме некои поблиски дуели поеднина. Далеко од тоа дека го отпишувам или го отпишав Бањаја, мислам, тука нема дискусија. Со нетрпение би сакал и чекам да се врати Мартин назад, што стварно верувам дека ќе биде добра борба. Но се повеќе ми се чини дека следниве месец дена ќе правиме муавет за психичката состојба на Бањаја и колку ќе успее он да се избори со сето тоа и тој притисок, затоа што не е за фрканција, знаеш, особено ние си идеш на работа, си тераш живот, имаш 300 други работи и еднаш у 2 недели, у 3 недели имаш викенд и викаш чекај сега да видам што прават овие, ќе фатиш некоја вест лево десно, а они се 24/7 со тоа. Значи он се иде од трка влегува во авион, става слушалки и што мислиш, што размислува? Кај да фативше некоја десетинка и зашо не можел така да влезе? Сега 2 недели он што прави? Не сваќаш, не го вози моторот, не може да го вози моторот. Ќе вози негде на патека кај на или што не, ја мислам дека повеќе ќе биде закопан у податоците од компјутерот. Значи, мислам дека тука поише гледам дека нешто поише ќе студира, ќе анализира и така натаму. Што знам што да кажам, ако не го очекуваше ова некој, сега не знам што да кажам. Знаеш што е лошо, што лани му беше многу тешка школа, дека и покрај колку победи имаш? 11 на крај како заврши, да. Дека и тоа не е доволно за да освоиш титула. И сега ти замисли почнуваш на лева нога или на крива нога, цела сезона ја почнеш, прво со квалификациите и така натаму, ајде прв викенд тркачки не е трагедија. Мартин има дефинитивно потежок почеток од него, ама не е сигурно тоа што го очекуваше, баш како што сигурно се плашеше од ваков исход, баш дека вака ќе испадне, нели? Сите како што зборавме, сега ќе дое Маркес, ќе го згази Пеко и така натаму, и тоа се дешава. На кошмарот си го живее. Чисто само информативно ти кажам, почнав да чисто од љубопитство да истражувам колку кошта авионска карта до Бурирам да лета човек. И колку е скап или не скап таму престојат. Затоа што многу ми се допадна атмосферата и знам дека таму е така секогаш, дека се фанатици и дека се стварно добри. Меѓутоа клучен момент ми беше кога сватив дека Бурирам е многу мал град. Дека има 200.000 жители, нешто така, дека ствари не е некоја метропола и слично. И дека всушност во таква ситуација атмосферата на MotoGP е многу поубава. Јас се сеќавам во Валенција кога бевме на трка, значи навечер цел град беше MotoGP. Значи секаде кај да отидеш, во било кој паб, во било кој кафич, во било кој ресторан, се живо диво беше со луѓе фанови на MotoGP. И атмосферата беше толку убава, толку добра да онака како е птен на срце ми легне. И кога видов ова забурирам дека е всушност така малечко градче, дека цело време живее тој период, нели, само за тоа. Онака си кам, чекај да видам колку кошта. И колку е? Од тука, рандом, околу 800.000 евра поврат. Так. Таму се поевтини цените за јадење за пиење. Так.
Ама како и да, мислам веројатно авионски летови у тој период не се толку ефтини кога е трката. Ама нема врска, мислам си правам бајрам на понатаму, чисто информативно. Не кошта, да. Пошто супер атмосфера, супер, мене ми е многу убаво што буквално нема воздух за кој што нема супер фанови од локалците. Да, бе, фанатици се за тоа. Генерално азиатите и јапонците и кинезите се такви и не се само за нивниот воздух, што е многу битно. Ако идеш нели Шпанија, Италија, тоа не е многу тешко дека за огура дека ќе има некој фан клуб и така натаму. Ама они не патат од тоа, дури главна звезда беше за Маркес, или оној малиот овако фан него. Да, лани што плачал. Пази се, тоа е кој беше овде звезда, кој требаше да биде на тркиве? Чантра требаше да биде, нели, као локален. Да, добро. Джабе беше тоа. Засенет беше тоа. Добро, јасно беше дека. Да, така е. И тоа е за почитување, окей, што не е национален онака атмосферата што не е толку за нивниот локалец. Па не, ама пази чече, буквално немаше водеж за кој што немаше онака како мала група на луѓе за кои што навиваат. Ме секаш, сам и Зарко и Квартараро и така натаму. Буквално за виети гледав имаше некои и за другите помалите класи имаше доста, така да. Алал да име. Така да си сработи. Добро. Треба уште некој да спомнеме од MotoGP или Па ете Енеа Бастијанини имаше катастрофален почеток, ама заврши како што треба. Од таму последно место, предпоследно место заврши 9 у втората трка, што у долгата трка, што покажува дека не изгубил од неговиот пристап кон тркање, нели на крај на трката да биде најбрз. Иако беше тотално изгубен, не сваќаше дека треба да кочи со задната колесница повеќе него напредна како кај Дукати, значи тотално различен пристап има и најверојатно неприродно му дојде тоа. За разлика од него, па Вињалес обратен правец имаше на регресија место на прогресија, што значи они двајца се, ја викам да ги биравте, не можевте да ги најдете, толку се талентирани, а толку се нестабилни во резултатите, да кажем. Не можам да. Неверојатно е. Вињалес беше 5 секунди по круг поназад, 5 секунди во еден период кога го гледав. 5 секунди. Тоа е, знаеш, кој ќе се демотивира, мислам дека е спремен да го паркира моторот тука и да си отиде и да раскине и договор, пошто тоа го има направено у Мото3-ките, буквално. Така да не ме чуди, не се променил воопшто, иако е се доста позрел и така натаму. Ама навидум. Да, навидум, барем по годин. И друг за спомнување, Фермин Алдегер ништо посебно не покажа, значи и покрај тоа што вози еден од најдобрите мотори кој што беше една секунда заврши секунда и пол позади победникот Марк Маркес, нели, во рацете на Алекс Маркес. Така да Френки Морбидели конечно резултат кој беше добар. Очекувавме, мислам се очекува одамна од него, се очекуваше таков резултат. Квартараро спомнавме дека немаше тука воопшто збор никаков за некаква си прогресија напред, него имаше проблеми на почетокот и со Ямаха е тешко да се пробиеш, после можеш само наназад да идеш. А Коста имаше добар спринт, ама на главната трка излизга падна и имаше коментари дека задниот дел нели они пробуваат четерот да го смират, оние вибрациите. Ама дека направиле нешто што не му дава стабилност при кочење. Значи, тотално го нели главно КТМ кочи на задно тркало, а се ако му го одземеш и тоа, онда како ќе кочеш, ако не кочи напредно ни на задно. И он се жалеше дека се у хаос буквално. Така да КТМ испадна од втор, трет тим негде последен испадна, затоа што и Хонда испадна подобро од нив. Да, пред година две КТМ беше пред Априлија и беше Бред Биндер контендер, односно конкурент за титула, го дискутиравме тоа. Оваа година се очекуваше дека Коста нешто ќе направи повеќе. Ајде да не е нели едно ластовичка не ја прави првата. Така, јас се крстам тоа. Ама не делуваат нешто многу дека ќе се оправат. Па ако беше пред 2 години кога вложува енормно многу пари и може да направат разлика од трка во трка, од викенд во викенд да напредуваат, сега веќе мислам дека го немаат тој луксус апсолутно, познавајќи ја финансиската стабилната куќа и Бог на помош нека ми, не знам.
така е. Не е ефтин ни оддалеку спортов, но очигледно концесиите на КТМ добро им годеа. Веројатно тимовите ќе мора да научат во иднина како со концесиите да изградат ситуација во која што ќе бидат стандардно брзи кои ќе ги немаат концесиите. Знаеш, зашто очигледно е дека не добиваат предност кога ќе добијат концесии на некаков си долг рок, туку фактот дека може да менуваат ствари од трка на трка, тука добиваат некаков тип на, знаеш, буст на појачување. А не, еве, КТМ изгуби концесии, падна. Ќе видиме што ќе се случува, нели, BMW во Супербајк изгуби концесии, падна, знаеш, изгуби такви. Некако, да, окей, супер, се брзаме ние да постигнеме резултат сега и одма, ама ја мислам дека организаторите ги даваат тие концесии за да бидеш ти конкурентен понатаму, не само во сезоната кој ќе ги добиеш концесиите. Па еве, Дукати идејата не е да пробуваш 500 различни работи, него идејата е да пробаш 5 и да видиш која ти функционира за понатаму, знаеш. Да. Еве, Дукати не сега де факто се врати со стар мотор, со стара шасија, со све живо да вози, така да на другите им рече, окей, ајде, еве, нема да играме нефер, Епа, на коментарот на Топрак за доминацијата на Дукати во Супербајк, тоа им го одговори овако Джиджи Долиња, као имате концесии, можете што сакате да правите, пак и тоа не ви е доволно, знаеш. И факт е дека е така. Сега имаат дупла предност што правилата, тоест моторите се блокирани за развој во наредните 2 години. Значи Дукати буквално не може да мрдне 2 години. Исто така и КТМ и Априлија, за жал. КТМ веројатно им треба некој буст, Априлија мислам дека е сосема солидна и со некој dial-up на нивниот мотор, мислам дека може да им сметаат ако ништо друго на Дукати, ако нема сигурно да доминираат, ама тука негде да се држат. Honda и Yamaha, мислам дека ако не на крај на оваа година, следната сезона сигурно ќе бидат веќе конкурентни за подиуми. И мислам дека тоа е плюс причина што го донесува Марк Маркез во Дукати. Донесува некој што во наредните 2 години, каква и да е машината, пошто е избалансирана добра пред се, и да нема толкава голема предност во перформансите, он ќе извади уште 2-3 десетинки од тој мотор. Мислам дека не случајно е донесен. И она подпишување на договор лани и очекувањето од Мартин дека ќе заврши у фабричка тим и разочарувањето и така натаму, мислам дека многу длабоко размислили дека не беше воопшто избрзан потек што го подпишаа Маркез тука. Далеко од избрзан, ајде да не урочуваме и да не ја зборуваме пред време и да ја уништуваме условно речено сезоната. Меѓутоа, мислам дека Дукати следните 2 години од финансиска гледна точка ќе направи уште поголема доминација и од бренд гледна точка ќе направи уште поголема доминација. Тоа секако да. Затоа што прво и основно знаат многу добро да го играат тој дел, значи делот со маркетинг, делот со промоција, делот со реклами. Де факто Марк е најголемата звезда што во моментов вози, значи кој сакал што сака нека рече има 8 титули за себе, не можеш да се буниш за тоа. И сега, нели, приказката е таа, најдобриот возач на најдобриот мотор во најдобриот тим ќе остварува најдобри резултати и ќе нижи успеси финансиски пред се. Има тука уште еден плюс на ова се што го кажа, стои тоа и уште една голема причина зошто ќе биде уште поголем Маркез после оваа сезона, ако се заврши однака како што претпоставуваме дека ќе се заврши. Значи, тој камбек што го прави после 2020 година е приказна која што секој сака да ја слушне и која што е мотивација за секој. Особено за младиве деца што последниве 5-6 години следат MotoGP. Тоа ќе биде поголемо од Дуан на времето, од неговиот камбек, затоа што веќе беше отпишан Маркез, ги памтиме сите оние коментари, готово беше, толку беше од него,
него бива од оваква повреда. Види, му ја спојуваа раката на два пати, како ти кажам. Не, Денеска му е подискривена раката, Значи, уште. да. Не му е право наместена. Него аргументите беа плюс не само заради физичката состојба, него као старе он, а младиве деца више доаѓаат на сцена и нема више да му биде лесно као се смени MotoGP, да, не е тоа различно. Ама што правиме ако ја тргнеме таа повреда од 2020 година и ако беше здрав и прав Марк Маркес и продолжеше да вози дал Мир, Квартараро и Пеко ќе видеа Т од титула. Знаеш, тоа се веќе Не знаеме, не можеш да кажеш. Па не да. знаеме, ама знаеш како, па не знаеш ни дека Марк Маркес е за уканта за ѓубре, ако кажуваш тоа. Знаеш, малце Апсолутно. предрасудите и овакви фантазијата. Али окей, тоа е дел од спортот, сега да не бидам ја престрог. Веројатно секогаш ќе постои тоа, навивање, шпекулации, плукање и така натаму влечење. И ден денеска читам коментари од типот као шо ове Маркес дојде на спремен мотор и сега знаеш шо она, чекајте дечки, дај видете што. Значи се врти на пола, трка позади да види кај е брат му да го пропушти, па после начинот на кој му беше залепен позади мотор, ја тоа, значи тоа на тренинг обично така возат на супермото, нели, кога тренираат, буквално залепен му беше на грбот и тука зборуваме ние за нешто што немаме појма, прво кои се условите на патеката. Значи он дише од неговиот мотор, од сопствениот мотор, од издувот на брат му и има некои 70 степени у гради му влегуваат воздух топол. Значи зашо зборуваме? Да. А при тоа возиш 350 на сат, мислиш 300 и кусур на сат. И сега ти ќе кажеш дека он нема појма од возење и дека не знам што, мислам, дајте му. За жива среќа не седнав да читам такви коментари. Не го сакав, мислам го сакав кога дојде, после тоа не зборуваме за сакање. Ама не можеш да не го почитуваш. Зборуваме за почитување. Ја пак ќе кажам, мене ќе ми останат усеќавање восхитувачки кругови, восхитувачки потези на стаза, јас ќе ги памтам цел живот и во времето у Хонда кога возеше и така натаму, дури во времето во Хонда кога возеше после скршената рака па победуваше пак на патеките, имаше 3-4 победи. Така да зборуваме за надчовечки напор, за нешто што немаме појма која состојба бил човекот кога го правил тоа. Значи, кој ужас е тоа, нешто те вади, не знаеш што те јаде. Толку години паѓање психички, физички се животи, отпишување, нема да се врати, ќе се врати, лош мотор, ти реков ми рече, и го гледаш денеска, она е главна звезда да игра, пусти прави глупости, ме сваќаш. Види, он пројде низ пеколот, да се разбереме. Ја не очекувам од него нормални работи да прави, пошто он имаше претежок период и сега еуфоријата се меша со некои кошмари што ги имал, со некои стресови што ги имал и тука излегува некои чудни танцеви, да, нормално. Ја види изјавата за мајка им дека ќе плачела дома кога и се обратија, вамо пред да земат да се качат на пиедестал и двајцава браќа у камера нешто свртени да ме као прават мовите ми сега мама дома плаче, ме свекаш на кревет. Тоа ли беше за мајката? Да. И се свртеа и на камерите рекол дека мама не плаче, окей, сме добри, сме. Кој знае што ќотек сака да им удри мајка им на двајцата. Животот ти го скратиле 100 пати. Најбоље беше да ги читаш реакциите на татко им, дека беа еден позади друг двајца и кога се дешаваше целата фрка таа 10 на 15 круга колку беше. За кого да навика, што да каже, да реагира за едниот или за другиот, ме сваќаш коса. Да. Видиш, Алекс Маркес има среќата и несреќата да му е брат Марк Маркес. А го фатили твитот, го фати за фрканцијата со као стул жива среќа што татко и мајка им на Маркес биле мрзливи па немаат трето дете, пошто локдаун на подиум. Да. Биле мрзливи, не направиле уште еден брат, леле, мајка му. Да, види, феноменално. Прв пат се случува, мислам дека прво и второ место браќа да постигнат по. И тоа две трки поред, кои никад нема да се повтори. Да, и на тренинзи беа и на пол позиција и така натаму и
Па, кој знае дали нема да се повтори. Да се надеваме дека ќе биде поинтересно, да. Али тоа е тоа. Ќе кажеме збор 2 за Moto2, Moto3, нешто за тие или не ќе да кажеме? Да, имаше интересно на пресот, оној што беше во четвртокот, Пеко и Маркез која беа единствени на пресконференција и ги прашуваат да дадат предвидување кој ќе биде шампион во по-ниските класи, па и во MotoGP. И Пеко мислам дека го имаше ставено по италијанска линија Лунета. Навивачки беше, многу нереално. И сам си се пиша нормално, а Маркез го имаше ставено Руеда, кој што победи во Мото3, Мануел Гонзалес кој што победи во Мото2 и Маркез кој што победи во MotoGP. И тоа начинот на кој што победија овие двајца во пониските категории, најверојатно ќе беше ист и во MotoGP да не беа овие гумиве и заебанциите со притисокот во гуми, затоа што победија доминантно со мислам нека 7-8 секунди во Мото2. Гонзалес со 2,5, ама на крај он пушти газ, пушти газ. Чудо време. Така, а во Мото3 исто беше поголема разлика, 5 секунди или нешто така. 7 и кусур секунди, мислам, 7 секунди во Значи, Мото3 е како ти така, да. Значи, зборуваме за некои што се одвојуваат веќе сега од вакво од останатите и да се надеваме дека оваа трка ќе биде исклучок, а нема да биде правило за останатите. Да, интересно е што во Мото3 прво и второ место во прва трка се Red Bull KTM Ajo. Да. А интересниот момент е што стариот Ajo не е веќе во тимот со Moto3 и Moto2, туку е дојден со Акоста да работи, ако добро разбирам. Да, во фабричките ни со Биндер и со Акоста, да. А по добро познатиот принцип на непотизам, сега тимот ги води син му. Тимовите, малиот тим го води син му. Да. Многу интересна трна да читам малце за нив. Финци тим направиле ваква титула, онаква, знаеш, нели Маркез, едно и друго и се. Малиов што го води тимот сега не бил роден кога татко му ствари го направил тимот. На свегешка посол да води. Да, ја го памтам кога малиот возеше уствари, ама не многу успешно, многу кратка му беше кариерата, што е у принцип окей за разлика од Строл во Формула 1, кој што се уште вози во тимот на татко му. Сватил на време дека не е тоа за него. Така да сигурно е покорисен во боксот од оваа страна на зидот. Да, види, ете, се гледа дека може резултати да... Па има од кого да учи, мислам, татко му е гениалец, дефинитивно. Како што и... Оваа година... Да, извини. Кажи. Како што и Давиде Брivio што го донесе Ај Огура во MotoGP, значи човек има нюх, има неверојатен. Оваа година многу интересни, забавни, односно комплицирани се за читање имињата на тимовите во Moto2 особено. Сите имаат по 6 имиња, 5 имиња и така натаму. Liqui Moly, Dynavolt, Intact GP. Кубора таму за спонзори Antic Racing, Lino со него. Liqui Moly, Dynavolt, Intact GP. Добро, ве го прочитам. Ово ми е најбоље, OnlyFans ми е најбоље. CF Moto Inde Aspar Team. Се мачат, да, знам. Арон Канет втор, мојот миленик. Да. И покрај тоа што предвидуваат дека он ќе биде како главен претендент за титулата. Агиус трет во Мото2, ја да бидам искрен не памтам кој е во Агиус и кај возел, што возел прв пат да го гледам. Да, лани се појави австралијанец и доста интересен. Кај возеше лани? Лани возеше во Мото2, сега во кој тим... Директно во Мото2? Да, во Мото2 возеше сигурно, дал Мото3 претходна година возел, не знам, ама лани на Филип Ајланд имаше топ трка, мислам дека 4 или 5 заврши. Висок е 1,80 м сигурно, онака штрчи од другите. Доста агресивен, оваа трка дури преагресивен беше казнет, имаше дуел со Виети, од втора позиција го сруши буквално во една лева кривина. Беше казнет со како се каже пеналти, right-through пеналти. 3 секунди. И така излезе Канет пред него, иначе Канет беше долго време четврто место, така да немаше баш сјајен настап.
Мене омилен ми е Морира таму и он имаше добар настап, мислам дека трет заврши. Четврт. И четврт. А позади овој Агиус, Позади Агиус, да. Кој да се чита, да. Холгадо и Диксон послаби. Холгадо беше топ, најболи руки. Значи, да, за разлика од другиот руки кој што се обрука малтене скроз, Алонсо. Да. Заврши 21-ви. Така и Холгадо беше топ, да. И од Колин Вајер, што обично заради физичките предиспозиции се предвидуваше дека најдобро ќе се снајде, нели високи, он големе на Мото2-ките, ама Холгадо исто као Огура во MotoGP имаше викенд, буквално, као за деби. Бодови завршил бе. И од него колку се надевавме дека ќе се деси нешто, ама Ончу. Добро, Ончу и он е падни стане. Тоа е тоа. Што е следно на програмата? Следно на програмата е Аргентина, така? Да. Аргентина 14 до 16 март, тоа ќе му дојде за 2 недели. Така. Добро. Да. Психички да му помогнеме на Пеко да се подготви сега. Тоа е тоа. Овој пат да се надеваме дека ќе има прогрес и до второ место дека ќе стигне. Ќе му биде долга година ако вака продолжи. И ние сме нашле, па сме зашле до вчера, ме сегаш го фалевме, го воспевавме, сега му се ситиме, сеир му паќаме. Сам ќе си го фати сеирот ако продолжи да се нервира. Значи, ако влезе у тој вртлок на анализа и нервоза, место да едноставно вози, пошто знае он така малце да си забега, да си почне да си плачка и така натаму. Ако влезе у зоната каде што му е најубаво онака да се изолира од све од надвор, и ако не очекува тимот дека ќе го чува него као миленик, туку дека сега има нов миленик, значи дека не се подпира на тоа воопшто веќе, него едноставно да покаже со резултати зашто е он таму толку години и зашто освоил 2 титули и за малце трета. И мислам дека ќе го видиме или најдоброто од Пеко или најлошото. До него е. Еден битен момент, интересен, битен. Постои испадна дека правеа муабети шо и да е. Кога беа во Парк Ферме, кога ги паркираа моторите, Маркес кога се координираше со мислам дека шеф на тим, не знам, со некои од техничарите таму од инженерите, и постоја дојде и Тардоци, ми се чини дека беше, и си потврди, камерата пати и звук, да не кажува ништо да не коментира за притисокот во гумите. И се договорија дека во изјавата нема да коментира ништо. И не знам дали го примети тој момент, се изгози подсмење. На интервјуто во Парк Ферме го поставува прашање водителот као притисокот, менаџирање, ти реков ми рече, и Марк таков, возбуден сум, ова, она, ти реков ми рече, не можам да поверувам, и не одговори, заврши со приказката и си отиде. Тоа го сватив, тоа сватив дека не сакаше да коментира. Ама се договорија предходно, као, тоа не го видам. Кажа му рече окей, и после дојде и шефов, и му повтори, му рече, да, окей, е договорено. Мој вака му рече, као. Предпоставувам дека очекувале дека можно е да се деси некој кикс на почеток и дека може да заврши на второ, трето место после прв круг и дека ќе треба да менаџира со притисокот во гумите, ама не се деси тоа и цело време имаше бришен простор пред него. Да. И овакво не успеа да го надмине оној притисок минимален и затоа се случи тоа што се случи. Ама па видиш како го протолкува овие новинари после тоа као грешка на инженерите, на ова, на она. Знаеш, ако не ја кажеш вистинската причина, почнуваат спекулациите. Така да не. Кога се случи тоа, кога ја видов снимката како всушност се изреагира, одма у секундата баш со син ми гледавме и у секундата му реков вака и вака, векам менаџира притисок. И пола круг помине нешто слично и коментаторите на MotoGP исто као. Тоа и менаџира притисок, нема друго што да биде. Да. И лани се случуваше, нема што да биде. Може 300 работи да биде, ама фактот што му се залепи одма на Алекс и возеше позади него, јасно беше дека е за гумите. Иначе ти се картираш.
Добро. Добро, Ниџо. Да не ја правиме 47 поинтересна минути. трката него што беше, да завршиме се без. Не беше. Значи, вака на крај може да сумираме дека беше исклучително досаден викенд во кој што прв, втори, трет, два пати и во спринтот и во главната трка беа истите возачи, кои што вкупно се помина, па можеби два пати. Па на почеток нешто. Така нешто беше. Марк никојаш не го помина, освен он што пушти на Да. Алекс. Алекс мислам еднаш позиција од Джек Милер во трката. Да, Милер стигна до второ, нешто така беше. И после тоа брзо ја снема и од тука натака више газ. Тоа беше. Само газ. Само газ. Така да се надеваме дека Аргентина нема да биде толку досадна, ако ништо друго, ете, неки си тера Маркес напред, ама другиве нека се борат малце. И у чест на Баже, твојот пријател и мој познаник, Априлија нека победи Аргентина и да прослави Нека победи. Со едно турирање на неговата Априлија. Срцето на место му дојде, својот омилен рейсинг мотор си го докачи. Баже, зборуваме за Баже мотори КМК, нова, скоро нова. RS24. RS24 Factory. Со среќа на младите. Тие што знаат, тие што не знаат, нека прогуглаат. Да. Ништо, поздрави го, Баже, таму ти е поблиску и се гледаме за 2 недели. Така е, поздрав, Ниџо. Поздрав.